Пошто веднаш ќе преминеме на панел дискусијата и дека ја префрливме топката на теренот на Европската унија и на одлуките. Има според извештајот и според се случуваат и се менуваат работите од час на час и од ден на ден до идната недела, до понеделник, вторник. Сигурно уште многу пати ќе се промена. Тоа е одлична вест. И се години патот за заробена држава ќе најпрво правно обликувана, легислативно обликувана во закон донесен со консензус со собранието. Денешниот настан е дел од напорите на граѓанските организации во Република Северна Македонија да дадат свој придонес на планот на интензивирање на напорите на земите членки на Европската Унија за донесување одлука за одредување датум за почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија до крајот на 2019 година. Предмет на настанот е презентација на компаративната анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија и тоа во последните 3 години, од кои што се гледа драстично голем напредок во периодот меѓу 2016 и 2019 година и тоа во сите поглавја и во политичкиот критериум и во економскиот критериум се покажува дека Република Северна Македонија од состојба на заробена држава денеска скоро во сите поглавја, особено оние важните кои што беа одредени со одлуката на Советот на министри на Европскиот совет минатата година во делот на борбата и исправувањето со корупцијата и организираниот криминал, безбедносните служби, реформата на јавната администрација и владењето на правото, има забележителен напредок, што нас не наведува на заклучокот и инсистирањето да Европскиот совет, закажан за јуни, доколку не определи точно тогаш датум за почеток на преговорите, во своите заклучоци државите членки направат напори и да дефинираат прецизна временска рамка од Европската комисија, да побараат да прецизира конкретна временска рамка за отпочнување на преговорите и за истата да се донесе одлука за датум за почеток на преговорите најдоцна до октомври, кога е планиран следниот Европски совет. Благодарам. Значи, повод за денешниот настан е објавување на компаративната анализа на извештаите на Европската комисија за напредокот, која е 10-та поред, веќе 10 години Евротинк и Фондација Отворено општество ја прават оваа анализа. Во оваа анализа има многу специфична интересна методологија. Од неа може да се види реално каде Македонија остварила напредок и каде Европска Унија и Европската комисија имаат забелешки за напредокот. Насловот на оваа анализа е датум за реформи, затоа што мислам дека прв пат по една деценија Република Северна Македонија сега има комплетно чисто досие и аргументи препораката на Европската комисија да се ефектуира. Знаеме дека не е известно дали истата ќе се ефектуира. Као граѓански организации работиме на лобирање истата да се ефектуира. И исто така знаеме дека доколку не се ефектуира, тоа нема да има врска со нашето досие, туку со внатрешните политички динамики во државите членки, во клучните држави членки на Европската Унија, како Германија и Франција. Главниот аргумент на политичките елити во Германија и Франција и во другите држави, зашто имаат резерви кон проширувањето, е порастот на десничарскиот популизам. Сакаме да испратиме порака дека против десничарски популизам низ Европа, против порастот на десничарскиот популизам во Европа, не можете да се борите со запирање на проширувањето. Особено не со запирање на проширувањето на држави, кои изминатите години покажа како е возможно општествата да се изборат против истиот тој десничарски популизам со кој што се соочува Европа. Втора причина е фактот што во Грција наскоро ќе има нова влада. Знаеме дека Преспа е најсилниот аргумент со кој што нашата држава може да пристапи и да бара да се одблокираат процесите. Има нова влада која што не е многу наклонета на Преспа. Знаеме дека имплементацијата на Преспанскиот договор, така е скроен и самиот документ, самиот договор, зависи од тоа колку од динамиката на пристапување на Македонија кон Европа. Така што повторно би упатил таа порака дека е битно, не е само символички да се отворат преговорите, не е само ствар на символички некаков акт, туку и многу практичен акт кој што затоа што воспротивно нема биде казната нашата влада, туку биде казнато нашето општество. Нашите граѓани заслужуваат датум за реформи, како што пишуваме тука. Господине Петковски, во таа смисла, што ние треба да направиме кога зборот е
за внатрешни состојби и дали имате препораки за нашите внатрешни состојби? Нашите внатрешни состојби си ги знаеме. Нашите внатрешни состојби си ги знаеме. Во овој извештај и во извештајот последниот на Европска комисија, Македонија не е опишана како држава во која што тече мед и млеко, туку како држава која донела низа закони кои се клучни, кои биле барани од нас и сега треба да се работи на нивна имплементација. Треба самите да си ја средиме корупцијата, нормално со помош на Европа, треба самите да си ја средиме администрацијата, треба самите да си ги средиме проблемите кои што ги тиштат нашите граѓани. Отварањето на преговорите ќе ни овозможи ресурси, знаење, помош кои ќе ни помогнат како граѓани, граѓански организации, новинари да стиснеме владата да ги спроведуваат тие реформи што е можно подобро. А што ќе препораки конкретни? Има и во однос на реформите. Можете да отворите, тука се опфатени 35 поглавија, 35 големи политики кои што се нели дел од пристапувањето и во нив да погледнете. Ако идам да елаборирам ќе биде долго. Благодарам. Се извинувам, можеш да ме прашаш? Да, ма се препотив, така што Добрете. Што конкретно покажува вашата компаративна анализа? Ова е најпозитивен извештај. Во ред, слушнавме дека е најпозитивен. Меѓутоа, граѓаните реални бенефици не почувствуваат до сега. Каде вие вашите анализи покажуваат дека има напредок, во кои сегменти конкретно, бидејќи за судството да не зборуваме. Да, тука беа конкретни, овој извештај како нормативна рамка ги зема идните реформски приоритети, така. И таму од нас беа уште во времето на Груевски, во минатата влада, барани реформи во клучни подрачја, јавна администрација, реформа на безбедносни служби, реформа на судство и така натаму и така натаму. Клучните документи горе-доле се донесени. Останува тие да се имплементираат, а реформите во такви сектори нели изискуваат многу време. Отварањето на преговорите на сите нас како граѓани ќе ни даде оружје, алатки да стиснеме владата да истите да ги Што според вас е реформирано во јавната администрација ме интересира конкретно? Донесена е стратегија за реформа на јавна администрација каде што има мерки, ние работиме нели на следење, повторно не тече мети млеко, меѓутоа тоа е доволен аргумент тоа што е направено за да добиеме препорака и да почнеме преговори. Благодарам.